Почитувани, ние продолжуваме понатаму со Студио 1, односно со забавниот дел од Студио 1 и следниот блок е блокот Мода со колегата Сергеј Варошлија кој што е на својата позиција. Сергеј, добре дојде. Добро те најдов, Христијан. Пред да продолжиме со блокот Мода, драги гледачи, мораме да поделиме карти за... Тоа ќе го правиме пред блокот? Мислев дека следува после блокот. Но ајде Прво прво да разговараме тогаш што Прво ќе гледачи. одиме со картите за двата големи настани што следуваат. Едниот е крајот на јули, односно 27 јули ја имаме Северина и 3 август ја имаме Марија Шерифовиќ. Станува збор, повторно ќе кажам, за одлични изведувачи кои ќе природат едно одлично шоу и со задоволство би сакал да го препратите. Ние сите колективно ќе бидеме таму и ќе ве пречекаме и ќе ве гостиме така како што треба. Мислам дека веќе имаме и гледач на линија. Кој се јавува? Добар ден. Добар ден. Елена на телефон. Како сте, Елена? Супер, вие како сте? Одлично, еве работно. Треба Северина карти има? Прво доделуваме карти за Марија Шерифовиќ денеска. За Марија Шерифовиќ. Така да, ако сте заинтересирани за Марија, да ви поставам неколку прашања, ако не, ќе треба да се јавите повторно. Ништо, ја сакам за Северина. Добро, Марија, ви благодарам на јавувањето. Чао, чао. Гледам дека веќе дури нема потреба да ги најавуваме броевите, гледачите и сами ги знаат, па дури веднаш. Така е, и одат и тековно. И да им кажеме на гледачите дека во понеделник на 23 јули во Ситимол во 20:30 часот ќе имаат прилика лично да се дружат со Марија Шерифовиќ. Она ќе биде присутна тама, така да ќе можете да ви подпише автограм на нејзиното CD, да се фотографирате, да поразговарате со нејзе евентуално или како и да е, тоа ќе биде едно убаво дружење. Дали може би имаме некого на линија? Овој пат, како што да повторам, делиме карта за Марија Шерифовиќ за концертот, за една влезница станува збор, па после ќе поделиме карта за Северина. Марија е 3 август. А јас реално мислев дека прво ќе ги поделиш модните критики, па потоа ќе ги поделиш влезниците, меѓутоа да, ќе го почекаме, а еве всушност од режијата веќе ни јавија дека имаме гледач на линија. Добар ден. Ало. Ало. Добар ден. Добар ден, кој се јавува? Славица. Славица, како сте, Славица? Благодарам и добро. Одлично, работно како и секој ден, малку забавно. Кажете ми, дали сте фан вие на Марија? Да, голем фан. Голем фан сте на Марија. Кажете ми, што мислите генерално, како Марија изгледа во смисол на стил, модно? Дали ви се допаѓа нејзиниот стил, дали нешто би промениле можеби кај нејзи? Марија е една и единствена. Нејзиниот стил исто така е единствен, така да стварно не имам коментар во однос на изборот на стилот на облекување, фризура и слично на Марија. Марија е едноставно Марија. Така е, се согласувам. Она е таква како што е и прекрасна. Се согласувам со вас. Марија е автентична самата на себе си и заради тоа е една и единствена и заради тоа е успешна. Сега, пред да ви ја додавам влезницата, бидејќи сте фан и ја познавате како што гледам, сакам да ми одговорите на прашањето за влезницата. Претпоставувам сте го гледале настапот, евровизискиот настап за песната Молитва. Да. Одговорете ми само, во што е облечена Марија на тој настап? Дали во бела кошула и фармерки или дали во црно одело и кошула? Во црно одело и кошула. Така е, Славица. Браво, освоивте влезница за Марија Шерифовиќ и ќе ве замолам да останете на линија, да останете на линија во режија за да ги земат вашите податоци, за да можете да си ја подигнете картата од кај нас од телевизијата. И убаво да си поминете и се гледаме во Охрид на 3 август, а слободно можете и да дојдете во Ситимол на 23 јули во 20:30 часот. Сергеј, покрај твојов начин на комуникација со гледачите, Јана нема мака за една минута, доколку има потреба од смена. Доколку има... еве, имаме и втор гледач на линија. Ало? Ало? Ало, здраво. Здраво. Кој се јавува? Благодарам. Кого имаме на линија? Тука е Стефан од Тетово. Стефан од каде? Од Тетово. Од Тетово. Како си, Стефан? Супер, еве, во
Дали ти се допаѓа нашата програма? Дали ја гледаш нашата програма? Дали ја гледаш? Главна причина што бев со вас ден. Одлично. Значи, пошто остана карта за Северина, предпоставам и заради тоа и се јавуваш, така? Да. Кажи ми, дали си ти голем фан на Северина? Па една од моите поомилени. Сите песни ги знаеш на памет? Па од поновите да. Јас ги знам и по новите и по старите, сите можам да ти ги спеам вака лесно и со задоволство ќе ги пеам и на концерт. Пред да те задржам, кажи ми, што мислиш ти за последното видео издание на Северина за песната Туторијал? Па се љуба нешто ново, до сега невидено и мислам дека баш помина перфектно кај сите любители на музика. Така е. Сега, пред да ти ја доделам влезницата, само морам да те прашам едно прашање. Во каква боја на фустан е облечена Северина во спотот Туторијал? Во бела. Така е, Стефан, браво. Си освој влезница за Северина, ќе останеш на линија, за да ти објаснат каде и како да дојдеш да си ја погледнеш картата, а со тебе ќе се дружиме во Охрид на 27 јули. Така да мислам дека Оваа работа ја завршивме. Завршивме Ги подели билетите пред да ги поделиш критиките, а сега повели со мод сега да ги ќе одиме поделиш прво. модните Не, совети. прво одиме со джингл, па ќе одиме со блокот мода. Ете така, одиме сега со блокот мода. Да видиме, прочепкав, пошто дефинитивно е модерно, е ин и е тренд да се биде модна блогерка, инфлуенсерка, али све тоа некако не оди. Нешто не оди кај нас, малку се луѓето на кои што тоа им оди од рака. Меѓутоа прочепкав дека и по Европа има тешки модни катастрофи кои сакаат себе си да се крстат модни инфлуенсерки. Па да видиме. Тоа е тоа. Буквално како станува збор за Варшава, Полска. Рендом сум го извадил од Инстаграм, барајќи по хаштагови. Нема никаква разлика помеѓу македонска сакам да бидам блогерка или инфлуенсерка и шминкерка и се уедно, што би рекол јас, малку играм, малку пеам, малку така забавljam народ и чашата пред нејзе и е малку припита. Ништо нема тука модно. Ова со чашите алкохол уопште не ми се допаѓа, поготово нема тука ништо модно. Изгледа сосема пристојно, меѓутоа изгледа досадно. Ете, она љуби да пие и да јаде. А косава да ја зафенираш и да ја зачешлаш малце. А у Фотошоп што тука ја подкачила едната града, другата ја забораила, па ги искривила тие пругите на фустанот, а битно пица да се нагура, а на фризер да се оди да се сфенира коса, тоа никако. Дај да видиме, да звонам на оваја Мерлин Монро што ќе каже. Нема, тоа треба да се удара со лепезата, да се удара, дур не и дојде памет што не треба да прават. Следно. Ај, тука да кажеме, ете, пристојна е со тоа сако, али има Гучи ташна, мање више мене ми е небитно дали е тоа Гучи ташна или не, али што е доле со топуциве, односно кондуриве и прстите испаѓаат, помали ли се? Шо е ова, сестрата на Пепелашка, Гризелда, Анастасија, па облече помали чевличиња? Шо е работава овдека? Шо е со ноџињава? Дај, вртете на Мадона, која станува збор за нозе, знаете кај вртиме. Ето, она па пие пау деколте, али битно е инфлуенсерка и е модна блогерка и е Што е веројатно алкохолот е во мода, не сум видел јас во Vogue, не сум видел у Haute Couture ваква мода. Ова е мода за, да не кажам за колку. Овдека изгледа како македонка да тргнала на свадба во двор. Бело фустанче, неглиже,
сликана у распад систем, лоша фотографија, ништо, досадно. Ајде, дај да вртиме на Анджелина. How quaint. Мене гавранот највише ми се свига дека крешти. А овде, повторно, девојка со села. Фустанот не е лош, колку што не стои на низиното тело, повторно косата е партали, фитилјосана, што би рекла една моја драга пријателка, и едноставно не одговара на незината фигура и заради тоа ова не е функционална комбинација. Не. Леле. Драги гледачи, па како да не ми пукне душата? Зошто облекуваат работи кои се несоодветни на нивното тело, нити по колор, нити по материјал, нити по структура, нити по должина, по ништо. Ова вака се излегува и ваква фотографија се става на Инстаграм, само колку да се рече, сум се сликала па да ставам слика. Секоја фотографија што ќе ја ставите треба да има поента, доколку сакате да бидете во светот на модата или доколку речете за себе дека сте модни блогерки, инфлуенсерки или како и да се крстите, а тек сега. Да видиме што имаме следно. Односно следен е еден голем тренд во светот, кој оваа девојка го направила на исклучително погрешен начин. Односно тоа е трендот на дебелите или изразените веги. Подоцна ќе кажам од каде доаѓа тој тренд и од кога е наметнат и како и зошто. Да, е многу, има секакви методи за здебелување на вегите, од јапонски методи до секакви постоечки методи, има посебни шминки што го прават тоа да изгледа така како што треба, меѓутоа ова не треба вака. Вегите се нацртани многу лошо, она сакала да избега од сопствената линија на веѓата, сакала да го поткрене овој агол, не и успеало, заради тоа што и се гледа моливот, и сакала овдека да ја спушти должината на веѓата. Битно устата ја направила како патка, како да ја смрди под нос, и битно во апликација, не знам тоа колку го гледате, во Photoshop си додала трепки, пошто има една апликација, ако немаш трепки, ќе ти стави тоа трепки. Јас не можам ни да замислам како она изгледа без шминка. Еве, овдека можете да видите истата грешка, значи станува збор за истата девојка. Погледнете колку лошо е направена таа веѓа. И видете ги додадените трепки кои се виртуелни се, не постојат. И повторно немам ништо против едитирање и додавање на разноразни елементи за разубавување, меѓутоа во овој случај тоа не е добро, односно е многу лошо направено. Кога си играте со Photoshop, направете го тоа како што треба да биде. Вегите се ужасно, повторно ќе кажам, изработени. Ќе дадам совет да не бега толку од природната линија или во всушност, ако сака она да го добие овој изглед, треба да отвори еден туторијал како се изработуваат вистински веги, дека се работат со неколку начини на сенчање и со неколку алатки. Зошто? Зошто некој да си го направи ова сам на себе? Окото фотошопирано, со промената боја на око, трепките додадени од апликација и повторно видите веѓата. Како да ја ушмрљал некој, како да и се дуплирала, како да се залепила. Буквално не знаела како да го направи тоа, затоа еве сега добива совет да не го прави ова или да го направи како што треба. Сега, да видиме како треба да изгледаат тие веги. Така имаме Кјара Делевин со совршените веги. Трендот доаѓа некаде од кај 80-тите години. Од Брук Шилдс кој памти и Плава лагуна, Синди Крафорд и така натаму. Ете како се работат тие веги и како тоа треба да изгледа. Всушност ова име и реперот на тие што сака да се крстат себе си инфлуенсерки, шминкерки, модни блогерки, сакаат вака всушност да изгледат, малку полукуклесто, со нели таа уста малку како јаготка, со изцртани веги, полуприроден или агресивен изглед. Меѓутоа вегите ако ги работите ги вака.
Или направете го тоа, нека изгледа буквално вака кога играте веќе со Photoshop и со трепки, и видете како е изработена таа веќе, видете како е нацртана оваа уста. Не сакам да вратам претходната фотографија на назад, заради тоа што ќе биде катастрофа. Сега, истата девојка, рендом што ми се појави, да видиме како изгледа во целина. Драги гледачи, па дали ќе ми пукне душата? Зошто некој да сака да се упропасти сам себе си до овој степен? Зошто некој да сака од себе си да направи една карикатура? Што е со вегиве? Што е со очите? Што е со погрешни исконтуриран нос, погрешно исконтурирано лице, повторно уста погрешно нацртана и повторно имаме чувство дека нешто и мириса и смрди под нос со таа поза. Значи, ова е апсолутна катастрофа. Вртате одма, рен каде и да сакате. Па нормално дека она ќе те погледне страшно кога има совршени црти на лице. Ау. Овде личи како да сака да се фрли од тоа. Ако е во гњурачко одело облечена, ќе заличи и на морска фока. Не е проблем во килажата. Не може и не треба секој да биде слаб и не треба секој да изгледа како манекен. Меѓутоа треба да е свесен за сопственото тело, да носи облека која е адекватна на телото и да се стави во една поза во која што треба да изгледа добро. Никој не сака да изгледа лош. Она овде ќе изгледа катастрофално. Како модни елементи, джинсот секогаш е у тренд, таа јакна горе е у тренд, меѓутоа како фигура се представила во најлошото можно светло што можела да се представи. Оваа фотографија мислам дека треба да тргне од нејзиниот Инстаграм профил. Сега, одиме со следното. Ја имаме Лана Дел Рей. Зошто ја вадам Лана? Заради тоа што она беше првата од пред неколку години, повеќе од неколку години, која што го врати тој изглед на стариот холивудски гламур кој сега ви е на вас модерен и сакате да направите модификација на истиот, сакате да имате појачани веги, сакате да имате ајлайнер, уста и убава гламурозна коса. Веќе ако го правите тоа, направете го тоа буквално вака како што треба. Еве повторно ви ја покажувам Лана. Значи за ова треба да сте и спремни и стручни, меѓутоа сепак треба да имате и лик, и харизма, и малку X-фактор, а не само четки и боички. Еве една од моите најомилени фотографии. Перфектна насловна страна, со одличен совршен мејкап. На која девојка ќе го видам ова вака, нормално без бубачката уста, ќе добие од мене аплауз. Сега сакам да сејавам ја на Лана меѓу време. Вака ми направи. Леле, вака ми направи. Страшно. И пред да се одјавам да видиме нешто наше, а светско. Тука ќе ќутиме сите. Како може Катерина Ивановска да има и гламурозна коса, да има и совршен мејкап кој не е агресивен, да има и веги кои се во тренд, облечена е во дизајн на наш дизајнер Игор Марков, има елеганција во движењето, свртана е од позади, не и се гледа задникот, изгледа елегантно, изгледа софистицирано, изгледа женствено и при тоа изгледа светски, а е скопјанка. Значи дека све се може само кога се сака и кога се учи и кога се слушаат вистински совети, кога се прави на вистинскиот начин. Браво за Катерина и за овој изглед, буквално остана без зборови од самата фотографија и од неј. За Катерина ја познавам од мала и знам колку е модно спремна. За денеска од мене Сергеј Варошлија во студио 1 на темата мода толку, така да ќе се видиме утре во уште едно издание на истата тема. Христијан? Ти благодарам за твоите модни совети и за твоите модни критики, а ние тука го завршуваме забавниот дел и останете со нас, веднаш за кратко следуваат вестите од спортот.